Образование, дуалниот модел на високо образование како поддршка на македонската економија. Квалитетното дуално образование во неколку наврати веќе кога имаме оваа тема во Македонија наутро констатиравме дека е важно не само за учениците, туку и за македонските компании. Се бележи тренд на популарност, ако може така да кажам, на овој вид на образование кај нас. На оваа тема утрово разговарам со магистер Љубица Крстевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Се согласувате со она што го кажа во најавата? Колку е важна за учениците, толку е важна и за компаниите. Го сваќаат ли ова македонските компании? Апсолутно се согласувам, дури и повеќе се согласувам од оваа констатација. Мислам дека констатацијата уште повеќе потврдува и времето, значи она што ни го покажува праксата. Впрочем, и овој вид на образование, дуално високо образование, кое што има за цел да ги обедини теоријата и праксата, но не само да ја направи праксата на незначителен дел од таа целина, туку да ја даде подеднакво место како и теоријата, е она што времето ни потврдува дека и треба и на индустријата, значи не само во светот, туку секако и кај нас. Ако следите некои истражувања или пак изјави од страна на компаниите кои што се дел од индустрискиот сектор во Македонија, ќе видите дека секогаш главниот акцент се става на тоа дека токму недостатокот на квалификувана сила која што е обликувана според потребите на современиот свет и на современиот бизнис, современото индустриско постоење, е она што недостасува. Сега, токму тоа е придобивката од дуалниот систем на образование и за самите компании. Значи, ако имате студент кој што од прва година, откако ќе се запише веднаш на студии, па се до завршување на 3-годишните додипломски студии на Хајделберг факултетот во Скопје, оди на пракса во една компанија, тоа значи дека придонесот на компанијата кон обликување на кадарот, кој што потоа ќе премине во рамки на низините вработени, а не само практиканти, е огромен. За тоа сведочат и искуствата на некои други земји, например Германија, Швајцарија, кои што веќе одамна го применуваат овој систем, и токму на некој начин кај нив е врзан и самите програми, значи креирањето на наставните програми е врзано и зависно од компаниите. Така што компаниите го добиваат и она што и на студентите им е потребно, а тоа е на крајот на 3-годишни студии да имаме обликувани, квалификувани студенти кои што ќе можат веднаш да се впуштат во процесот на работење. Така. Свативме важноста и за учениците и за компаниите. Но каков е трендот кај самите ученици, кај самите млади луѓе, кога станува збор за дуалното образование? Дали сте задоволни од тоа што го гледате години, бидејќи релативно е нова тема кај нас, но од новинарски аспект и од она што го следам, можам да заклучам, вие може и да ме да го негирате тоа, но можам да заклучам дека отличен е трендот на раст на популарноста и на сваќањето на дуалното образование како доста важен сегмент во денешното образование и студирање. Да, и да се надоврзам на вашето претходно прашање, пропуштив еден дел дали компаниите го прифаќаат. Тој концепт е нов и за самите компании, бидејќи ние од формален аспект како гледаме, како преку Законот за високо образование, овој концепт на дуално високо образование се уште не е влезен во самата законска регулатива, но сега наголемо се зборува за него, значи во тие кругови кои што се креатори на јавни политики во сферата на високото образование. И од тука, значи, ние паралелно работиме на изградба да го пренесеме всушност имиджот и придобивките на она што самите студенти веќе низ светот во Европа го вкусуваат од ваквиот вид на образование, да го пренесеме на нашите студенти. Она што јас сум го почувствувала, да речеме, кога присуствувам на некои конференции кои што се наменати како целна група ги имаат токму студентите или оние средношколци кои што се во фаза на одлучување каде да се запишат, она зашто најмногу се фаќаат студентите е токму тој момент. Значи, можноста, бидејќи во денешно време со сета ова интернет технологија, достапноста која што имаат студентите, тие веќе кога ќе дојдат на факултет имаат одредени, да речеме, предзнаења за нешто. И тие веќе знаат што сакаат, но оној дел што не можат да го добијат ниту преку интернет технологијата, ниту преку теоретското знаење, е токму тоа да го почувствуваат процесот. Например, имаме ние насока која што е посветена на податоци и компјутерски науки. Огромно е значењето за студентот кој што може апликацијата која што, да речеме, во рамките на
предметот програмирање, ве некој програмски јазик, например, се изучува, огромно е значењето ако го почувствува тоа во пракса. Значи, што значи програмирањето или креирање апликација како практично решение за некоја компанија. И тоа е она зашто прво се фаќаат студентите. Вториот момента, откако секако ќе го преминат првиот праг, затоа што во овој концепт паралелното студирање и пракса во компаниите, значи дополнителен, ајде ако можам да кажам, труд за самите студенти. Студентите од средношколските клупи доаѓаат ненавикнати на подолго работење, а овде мора тоа да се вклопи. Меѓутоа зборувавме и со германците, значи нашите студенти не се поразлични од нивните студенти. Секогаш на почетокот нормално мора да се совладат отпор, но потоа кога ќе ги почувствуваат придобивките, особено од платената пракса, бидејќи дуалниот концепт подразбира факултетот склучува договор со компанијата дуален партнер и компанијата го плаќа студентот за праксата. И од тука, значи, студентот добива во пакет неколку работи кои што го прават, значи, од 19 години веќе на некој начин влегува на конкурентен пазар. Так. Споменавте програмирање и слично, и сега би сакал да го разбиеме тој мит. Кај дел од студентите перцепцијата е дека дуалното образование повеќе се посветува само за работа во големи компании, големи фабрики и така натаму, но ете моментот со програмирање отвара една нова перспектива или ново видување на работите. Дуалното образование може да опфати многу сегменти. Апсолутно, значи дуалниот концепт од економијата. Апсолутно, да. Значи, дуалниот концепт не се сведува само на големите компании, например на банки, осигурителни компании, големи фабрики кои што се дел од слободните индустријски зони. Секако тие имаат најголема потреба, бидејќи по дефиниција имаат најголема потреба од квалификувана работна сила. Меѓутоа, од друга страна, истите работи ги вршат делумно или целосно се вршат и во помалите компании. Да речем, имате мали правни лица, да ги наречам, или организации, тоа не мора да бидат компании. Сега е сведено во сферата на значи, економските субјекти, меѓутоа идејата е понатаму и институциите и друг вид организации да бидат вклучени, бидејќи пракса е потребна секаде. И вие добро го споменавте примерот, имавме ние една друга дискусија, каде што ја напоменав дека сега кога, особено во сферата на податоците и компјутерските науки, има најголема потреба од квалификувана работна сила на пазарот на трудот, и ако се следат трендовите во македонската економија, ќе се види дека неколку години наназад тие компании, компјутерските компании се оние кои што придонесуваат највеќе во буџетот и имаат најголема потреба од работна сила, но таму ако направите една друга анализа, ќе видите дека нашите компании компјутерски се уште се на нивото, јас така ги нарекувам, не е најсоодветен израз, но објаснува, добавувачи на услуги. Значи, не креатори на идеи, креатори на практични решенија. Тоа е интенцијата, значи, преку вклучување и на студентите во тој процес, да се направат, да бидат на некој начин лидери во креирањето идеи, а не само во реализација на идеи што доаѓаат некаде однадвор, затоа што само на тој начин имате вистински сте конкурентни и на светскиот пазар. Така. За крај да го заокружиме разговорот со прашањето да издвоиме неколку работи, зошто дуално образование, зошто е добро за целосниот наш образовен систем. Пред се за тоа што постои во пракса ни светот и праксата потврдила дека дава огромни практични резултати кои што се добри и за образовниот систем, за самите студенти, за индустријата, но и за општеството во целина. Вториот сегмент е она што рековме, се добива, значи, практично знаење за студентите. По завршување на 3 години тие се веќе имаат 3 годишни искуство зад себе во одредена сфера. Компанијата веќе ги прифатила како своји, ги обликувала на некој начин и тие се веќе способни да ги впушти во работниот процес. Студентите се плаќаат во овој период и научуваат покрај работната дисциплина, научуваат што значи да заработиш сам, што е многу битен момент понатаму во животот, ако почнеш од мали нозеве, да речеме, условно кажано.
И она што, еве, дополнително го добиваат преку Хајделберг факултетот во Скопје, кој што е единствениот не само Македонија, меѓутоа и на целиот Балкан, кој што има спроведува германска програма, е тоа што на крајот на студиите покрај македонската диплома добиваат и германска диплома која што е конкурентна. Но тоа не значи дека со таа диплома, ако студентот веќе бил дел од некоја македонска успешна приказна, некоја македонска компанија, дека само заради дипломата тој би сакал да се замине. Тоа е целта, креирање квалитетно образование, подпомогнато со пракса, но добивање на светски призната диплома. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Верувам, дадовме мотив на идните студенти, ако ништо повеќе, барем причина повеќе да размислуваат зошто дуално образование во иднина. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Остануваме на тема образование и одиме во живо во Прилеп. Колешката Елизабета Митрска не